Ајде, здраво живо луѓе, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Ова видео го посветувам на реките. Видете оваа река зад мене, колку е убава. Меѓутоа, за жал, ова река не е кај нас. Јас иначе живеам во Велес и во Велес додека растев, одевме да се бањаме на Бабуна река, на Тополка река и во Вардар одевме да се бањаме. И секако тука беше езерото Младост. И сега, 30 години подоцна, јас во Велес не можам да се избањам никаде. Бабуна е загадена, Бабуна е жално ми, не можам, дури жал ми е да зборувам, меѓутоа мора да зборувам за тоа. Бабуна е загадена, Тополка е страшно загадена, Вардар луѓе да влезете, ќе се распаднете. Езерото Младост, на површината пловат фекалии. И сега, знаете, лесно е да кажам, власта е крива, политичарите се криви, секако дека се они криви за тоа што се случува, меѓутоа изостанува реакцијата на нас, на луѓето. Јас имав случај лани, реката, јас, знаете, иначе сум, се занимавам со градење на еколошки куќи и во близината на Велес го направив единственото еколошко село, Сонцогор. И селцето се наоѓа покрај реката Тополка и лани имаше помор на риби во реката Тополка. Јас алармирав, снимав видео за тоа, пишував, нели, пробав моето влијание да го искористам за нешто убаво, што ретко кој го прави денеска, ете јас го направив тоа. И имаше некоја реакција, дојдоа институции, инспекции на терен, истражуваа и им требаше една година да го објават резултатот зошто имаше помор на риби. Иначе помор на риби на реката Тополка имаше од отпадот кој што е лоциран на реката Тополка, па надоле се до вливот во реката Вардар. И они замислете, јас мислев, сумјав на отпадот затоа што од него почиња загадувањето па надоле. Меѓутоа, после една година дојдоа резултатите и замислете, се кажа дека рибите изумреле од преголема количина на кислород. И мене тоа ме скрши. Не ме скрши тоа што нашите корумпирани институции тоа го кажа. Знам, растени сме со нив, знаеме како функционираат, нели? Меѓутоа ме скрши тоа што немаше никаква реакција од никој. Че не направија будали во очи, ние кои што ги плаќаме тие институции, и ме скрши немањето реакција на луѓето. Едноставно изостана реакција на луѓето, си преќутеа како, да не кажам, под кошула. Се скрија под јоргансите, никој не изреагира. И тоа ме скрши. Значи, не знам, душата ме болеше кога видов дека никој не реагира, затоа јас нормално реагирав. Меѓутоа немаше никаква реакција. Тоа е само еден мој мал случај околу тоа што се случува околу мене. Иначе езерото Младост, знаете дека изумре, полно е со фекалии, забрането е да се бања во него, Бабуна е забрането да се бања, Тополка е забрането да се бања, Вардар е забрането да се бања. Значи во моје време сите тие 4 реки изумреа. И сега тука сум на една прекрасна река. Јас сега сум во Херцеговина. Тоа е земја до која што до вчера бевме во иста држава. Значи јас не зборувам за Швајцарија, за Норвешка. Тука сум во Херцеговина, мала земја, слична на нашата, не толку богата, меѓутоа еве некако успеале да се ги сочуваат реките. Јас се наоѓам покрај една прекрасна река Брегава, во која што има школки, ракови, риби, змии, водни желки, чиста е, прозирна, луѓе се бањаат тука. Преубаво, преубаво, нешто за кое што сонував дека ќе се случи кај нас. Меѓутоа, и не е само оваа река, сите реки што ги сретнав до сега во Херцеговина беа кристално чисти, кристално света. Значи, ја видите, а сега ќе ви снимам малку оваа река, дел од оваа река, да видите колку е убава и колку е само зачувана. Значи, јас уживам во оваа река. Тука сум подсенка, иначе оваа река сега кај што сум се наоѓа кај градот наречен Столац, во централна Херцеговина. Тука сум да го истражувам тој град затоа што е многу стар град, како што знаете, мене ме интересира
археологијата, историјата и така натаму, тајната историја, скрената историја, меѓутоа не можев а да не ги забележам овие прекрасни реки, во кои што луѓето си уживаат, ама и си ги чуваат. И пак ќе речем, ова можевме да бидеме ние, ама нашата реакција изостана. Знам дека сигурно и тука има проблеми како мала сиромашна земја, меѓутоа реките им се чисти. Видете, само оваа река зад мене. Видете, еве сега почна и да се злати, додека зборувам за неа, како сака да ни покаже, еве, ни се заблагодарува за тоа што ја чуваме и што ја почитуваме. Порано нашите предци кога оделе на река, ја поздравувале реката, зборувале со неа, ја третирале како уште еден член на нивната фамилија, затоа што реката носи жива вода, реката чисти, реката дава живот. Ние кај нас, за жал, реките ги третираме како нешто потрошно и нешто што можеме да отидеме и да си го купиме или нарачаме од интернет. Не, луѓе, реките не можеме да ги купиме, не можеме да ги нарачаме од интернет. Нашите реки неповратно отидоа во заборав, ги уништивме и само со некоја милост на Бога или со голема реакција на луѓето можеме да си ги вратиме. Јас не знам како можеме да ги вратиме реките, јас немам одговори за тоа, но се молам и се надевам дека ќе успееме реките да ги доведеме назад како што си беа. Еве ви пример, една преубава, златна, кристално чиста река. Еве ви снимки од реката, уживајте малку во неа, се враќам да ви го одјавам видеото и да ви кажам што следува следно. Ете така, луѓе, се надевам дека ви се допадна ова видео. Доколку ви се допадна, претплатете се. Ставете едно лајкче, ако сте можно, станете и членови уште поубаво, така директно ќе го поддржите проектот Сонцогор. Ако не, да сте ми живи и здрави. Во секој случај ви благодарам што гледавте. Се гледаме во некој мое наредно видео. До тогаш чувајте се, бидете ми во добро и секако сакајте ги, почитувајте ги нашите реки. Толку.